Ботокс. Од еден од најсилните природни токсини до милиардерска индустрија за убавина и естетика. Но колку навистина знаеме што си вбризгуваме во лицето и телото. По акцијата со уапсени лекари и сомнежи за нелегален и лажен ботокс во Македонија се отворија сериозни прашања. Што е оригинален, а што фалсификуван препарат? Колку е безбедна естетската медицина и дали пациентите воопшто знаат што примаат? Што точно прави ботоксот во организмот? Кога е медицински оправдан, а кога станува опасен тренд? Дали естетските корекции денес стануваат зависност и колку социјалните мрежи создаваат притисок за совршено лице? За ботоксот, за филерите, ризиците, компликациите, регулативата и сивата зона во естетската медицина во Македонија, разговараме со директорката на клиниката за пластична хирургија. Доктор Георгиевска Павловска, добре дојдовте во тело. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. Интересна тема. Да. Особено актуелна сега. тема, Да. особено сега кај нас. Така. Ова е веќе јавно, да кажам, по Инстаграм, по ТикТок веќе долго време. Присутно многу, меѓутоа во свет. имам впечаток дека малку знаеме за што зборуваме генерално и затоа на почеток би сакал да ве прашам како ботоксот, кој подготвувајќи емисијата стасав до сознание дека станува всушност збор за еден од најсилните природни токсини кои ги познава човекот и како овој опасен отров станал медицински и естетски препарат. Што всушност представува ботоксот и како делува врз човечкото тело? Тој ботокс, ботокс, тој е неуротоксин. Значи, ботокс е како некој речник во секојдневието. Ајде да го објасниме. Ботоксот е всушност бренд. Бренд кој за препарат што има и други различни брендови. И други различни брендови. Значи, препаратот тоа препарат неуротоксин. Значи неуротоксин. Ботоксот, како медицинари ние го учиме во инфективно. Значи, ради тоа што тоа е настанато од заостанати стари конзерви, каде што Clostridium botulinum, кажано микроорганизам кој што расте и кој што ако се консумира настанува целосна парализација и пациентот најчесто завршува летално. Може и фатално, значи да биде. Да. Смртоносна. Смртоносна. Слушај, станува збор за бактерија, така? За бактерија, која што значи во 90 прво околу 30-тите години почнало нешто да се разгледува тоа кај деца со страбизам кои што имале и некои учени доктори почнале да го прочистуваат ботоксот, да го експериментални фази имале на животни кои што виделе дека тоа прави парализирање на мускулите. И првично они го прочистувале до таа мера за да може да се тоа е многу мала токсичност таа што кај нас се аплицира. Да кажам кај ние кои што кај пациентите. Значи тој е прочистен ботокс кој што веќе во 90-тите години американците има дадено FDA approved, односно Food Drug and Administration на американците е дозволено за медицинска употреба. Значи за лекување на страбизмот. Очните лекари. Прво тргнува во офталмологијата. Значи, кај нас е сосема погрешна перцепцијата дека ботоксот, односно неуротоксинот е всушност само обичен козметички третман. Всушност станува збор за широка медицинска употреба. Да, он почнува од медицински цели, но тие лекари кои што работеле и на тие експерименти, кои што почнале првата апликација да ја прават на неуротоксинот кај пациенти, виделе дека кај нив се намалуваат брчките околу очите. И понатамошни студии, кои што ги имат скоро 10 години направено американците, значи они заедно со алерган, фактички алерган, го има синтетизирано првиот ботокс за апликација и за естетски цели, и за медицински цели. И тука они почињаат, виделе дека може да се аплицира на брчките кои што се помеѓу вегите, на челото, виделе дека помага кај мигрените. Значи, кај луѓе кои што имаат мигрени, ако се парализира мускулот, не ја дава таа болка која што мигрената ја носи со себе, кај тие главоболки јаки. Исто така, како тече времето за експериментирање, виделе дека на местата кај што се аплицира ботоксот се намалува и потењето. Значи, се намалува и исто и тоа во медицински цели се користи, како намалување на хиперхидроза. Тоа е прекомерно потење. Добро, ајде вака тогаш, освен во
естетиката и во офталмологијата каде што тргнува употреба, каде се во медицината се употребува? Значи, Или каде на кои делови од телото освен на лицето може да се аплицира? Значи се аплицира и кај мускулни спазми, значи кај што има јаки грчеви за да се пушти тој мускул. Сега во поновите делови се аплицира и на трапезниот мускул, оние кои што имаат јаки болни околу вратниот дел. Значи се релаксира тој мускул за да може да се намалат главоболките кои што настануваат од неговата контракција. Значи секој ден има се повеќе индикации и во медицински цели, исто така и во естетски цели. Што можам да кажам? Тие што се брендиран ботокс, брендиран неуротоксин, прочистен до максимум колку што е потребно за да може да биде употребен и во медицински, тој истиот кој што се употребува и во медицински и во естетски. Но сите ние кои што аплицираме такви препарати имаме соодветна едукација. Значи прво се поминува едукацијата. Не е само 1 сат или 2 сати. Тие едукации кај нас, значи, траат со години за сето тоа. Ке ми објасните кој се може и каква е таа подготовка, односно стручна подготовка, веројатно велите обука или како се? Стручна првично треба да се медицински здравствени работници, односно да се барем општи лекари или стоматолози. Можат ли козметичари обични да? Стоматолози смеат? Стоматолози, значи сите кои што ја знаат анатомијата на лице. Меѓутоа ние видовме и чувме дека и во козметички салони се прави тоа. И во козметички салони, и во фризерници ние слушнавме, значи добиваме и пациенти кои што доаѓаат со компликации од козметички, лично јас сум имал од козметички салони кои што и ботокс и филери аплицирани, па ги имаат компликациите на затворени очи, не може да ги отворат подолго време. Па даваме терапија, даваме начин како они да... Што се случило кога ќе дојде до некој несакан симптом? Тој несоодветно аплицирање и сигурно може би или е некој лажен или недоволно прочистен неуротоксин. Ради тоа што тие прочистените неуротоксини не мигрираат. Најчесто кога сега малку одиме и на многу скопнавме, ајде поред. Да. Спомнавте и филери. Ајде прво што е разлика помеѓу ботокс и филери? Значи ботоксот е неуротоксин. Добро. А додека филер, хиалуронскиот филер е пополнувач. Значи пополнувач на места каде што фали волумен. Во естетскиот момент неуротоксинот велите има широка медицинска употреба, не е само во естетската медицина. И филерите исто? Исто и филерите може да се употребуваат и во медицински цели, добро, и во естетски цели. Значи кај нас тие се за жал се повеќе само во естетските цели се употребуваат, но на клиниката за пластична хирургија ние и индикациите кои што ги поставуваме може да бидат и за медицински цели каде што им се дава предлог на пациентите. Дали вие клиниката што вие ја предводите, клиниката за пластична хирургија, користи ботокс и дали само за естетски или за медицински цели? И филери, дали ботокс, значи вака, ботоксот според се уште ние не може да го набавиме како да го имаме на залиха. Секој кој што треба си оди си го купува од аптеката, соодветна аптека, значи кој што поминато со сите можни да кажам прегледи, малмет кои што ги дава сите сертификати и пациентите барем кај нас, ние го имаме и во ценовник тоа, го има. Сега во моментов све е стопирано, ради тоа што се ова убаво што се покрена. Можам да кажам, целиот стручен колегиум стои позади оваа акција, ради тоа што на вистина требаше некој да го покрене ова прашање, за да се даде стоп на одредени субјекти, значи и да се знае точно и да се регулира законот точно кој може стрикно да го аплицира, да ги аплицира овие и медицински и немедицински естетски препарати. Што вели актуелното законско решение? Актуелното се некако различно се тумачи од различни правници и затоа од Министерство за здравство заедно со дерматолозите, со нас, со стоматолошка комора и со пластичните хирурзи сега мислам доста често имаме комуникација за да може да се изфилтрира убаво тие подзаконски акти или закони како ќе ги направат се уште не. Мислам ја лично не знам, тоа е оставено на правниците,
но комуникацијата е секојдневна, за да може тоа да биде најчисто и најјасно за секој кој што понатаму би почнал да аплицира и да се има, да се знае каков според закон, кој член, кој закон, за да се има таа дозвола. Добро, велите и филерите и ботоксот се користат и во естетската медицина, меѓутоа имаат и широка медицинска употреба. Вие кај вас на клиниката не ви се достапни. Ако ви се потребни не за естетика, туку ви се потребни во некоја медицинска потреба, како го набавувате вие? Како го аплицирате на пациенти? Пациентот го плаќа, си го купува исто како што го... Значи, тоа е подолговременска практика, каде што ради некои причини не ни беше нас дозволено за да тоа да влезат кај нас тие препарати како на тендер, ради тоа што не влегуваат во мислам дека не влегуваат во тие буџети кои што ни ги даваат, но сепак пациентот може да си го плати и нас ни ги носат на рак. Значи тие препарати. Ако е потребно за медицинска, и за медицинска и за немедицинска. Сега тоа е стоп. Значи веќе нема ништо од тоа. Сега не може да се набави во моментов во аптека ботокс? Во аптека ги имаме ние ботоксите, но сега може да се купи и денес? Може. Не, има... Мисле дека поради истрагата, рековте, ве разбрав дека да не е мислам дека може, ради тоа што тие што си се со законски влезени кај нас, мислам дека може да се купат без никаков проблем. Добро, не сум овакво, но знам дека тоа што може да се што е законски кај нас донесено со сите можни сертификати и од Малмет и од Министерство за здравство дадени и од царинските субјекти, така да мислам дека нема проблем за тоа. Во медицинска употреба, кога се употребува ботоксот и филерите, велите за одредени воспаленија, за одредени грчеви, како рековте. Тие се на ортопедија. Добро, кај вас на клиника, кога последен пат бил искористен ботокс или филери? Може има подолго време. Зашто? Подолго време ради тоа што во смисол... Не, почесто за естетски доаѓаат, најчесто. Ние имаме и друг дел кој што го користиме кај нас, еве, од неинвазивните. Тука ние конците, кои што Аптос, тие се конци за суспензија на лице. Тие се влезени за пациенти кои што имаат повреда на нервус фациалис, кои што се оперирани од тумор на мозок. Сега малце одиме надвор од ова, пошто не се само тие дел од тие од естетски процедури, значи имаме и конци кои што се за суспензија на лицевите структури. И тие се и медицински и немедицински исто. Кај нас се тие влезени веќе 5 години на клиниката, или 4 мислам, 4,5-5 години, кој што ги покрива фондот за медицински цели. Тие се за пациенти со повреда на лицевиот нерв, кои што имаат диспропорција на лицето, каде што едната страна... Меѓутоа и тие треба сами да се го набават во аптека. Не, тој има одреден број за пациенти, тој го имаме кај нас, а сите овие други, значи се уште ги нема кај нас. Добро, колку е скап ботоксот? Односно неуротоксинот под брендот Ботокс. Значи неуротоксинот, ако е легален валда, значи не е ефтин. Не е ефтин за да се купи. Од прилика, може да ни кажете која е цената? Па зависи сега колку единици, како, мислам дека околу 12-15 хиляди денари. За еден третман колку е? Околу 12 хиляди денари, мисламе, за да може пациентот што си го плаќа во аптека. Значи станува збор за, како што кажав во најавата, скапа индустрија. Естетиката е скапа индустрија, тоа секаде го знаеме. Добро, ајде да се задржиме на естетиката. За какви естетски корекции најчесто се користат неуротоксинот и филерите? Неуротоксинот најчесто се користи за брчки околу очи, чело и овде глабела. Таа е првата индикација за која што е донесен. Делови од лицето кои најчесто се третираат? Најчесто се третираат. Што е со устите? Устата е со филер, значи тоа е пополнувач. Или тие ги третираат стоматолозите, други лекари ги... Кај вас на пластичарите ги третираат лицето? Значи најискрено ние повеќе сме на хирушкиот момент. Добро. Каде што имаме повеќе естетски хирушки интервенции за разлика од неинвазивни естетски корекции. Значи овие се многу мал дел кај нас. Ние го имаме во ценовникот, во нашиот ценовник имаме работната рака. И затоа реков дека тие си се купуваат во аптека, си се плаќаат, они нас не ги носат на рака заради тоа што заради стерилноста, ради
начинот на транспорт, значи тие Тоа мора на одредена температура да биде. на одредена температура дел. Сега има и нови брендови кои што може да се и на собна температура, кои што функционираат. Да кажам дека естетската медицина, поготово сега, оди на вистина во многу нагорна линија и секојдневно има нешто ново кое што може да И за да знаат, да го научиме и да го учиме. Да, гледачите, а и вие лекарите се обучувате постојано, како изгледа правилна и безбедна процедура од прегледот до апликацијата. И колку време траева? Ви доаѓа пациент и вели дека сака да се разубави, да речеме. За колку време завршува работа? Го праќате до аптека и веднаш се аплицира тоа или не? Не. Не оди така. Значи првично треба преглед. Ако се одиме на правилна овако, прво Зборуваме треба за правилен легален за начин. правилен. Значи прво Другите треба се во притвор сега што не правеле тоа како што треба. треба прво да е сертифициран докторот. Значи ние сите кои што и сме аплицирале и значи со години уназад ние одиме по соодветни едукации. Првата наша едукација на клиника беше 2006-та. Професор Тоџарова, првите филери што беа излезени во свет, ги донесе едукаторите кај нас на клиника. Кој го дава сертификатот? Велите треба да се сертифицира? Соодветно обучени лица. Значи тие се сите или пластични хирурзи или дерматолози, најчесто, кои што ги вршат тие обуки. И не се завршува тоа само со една обука. Сепак анатомијата е главната што треба секој да ја знае, ради тоа што мора да знае кај тој филер, неуротоксин треба да се аплицира. Значи правото место на апликација треба да се знае. Треба да се знае Дали како би значи како тоа ќе делува на самиот организам. Дали еден дерматолог, еден козметичар, еден стоматолог и еден пластичар еднакво ја познаваат анатомијата на лицето на еден човек? Или дали еднакво ја изучуваат во текот на подготовката и нивното стручно оспособување? Козметичарите не знам каква анатомија учат и дали учат и што учат, дали само учат кожа или нешто повеќе од кожа. Навистина не го знам тој момент, но за стоматолози, дерматолози и пластични хирурзи можам да кажам дека основата која што имаме од медицинскиот факултет не е анатомија. И секој од нас ја знае анатомија, ако не поминеш анатомија, не одиш понатаму на факултет. И кога ги имаме сите овие едукации, првата лекција е анатомија. На секоја едукација, секој кој што отишол и кој што ја пошто и дел предавам за овие неинвазивни естетски процедури, значи првата лекција е анатомијата. Значи повторување на анатомијата, на секој таков тренинг, на секоја таква едукација е анатомија, која што е најважна. И првично, што би посакувале, кои се реалните посакувања на самиот пациент. И ние како лекари треба да кажеме, да, тоа може, тоа не може. Кој е најсилниот аргумент, ако некој ве праша за консултација за, и кој е најсилниот аргумент против ботокс и филери? Значи, Вие како значи, како стручно лице. контраиндикација за апликација на ботокс и филер се бременост и лактација. Значи, тој период не е воопшто за нешто да се аплицира кај мајката. Значи, кога Или жената кај е жената бремена или кога дои не треба да се аплицира. аплицира. Ако се алергични или доста даваат алергии на повеќе субстанци, тогаш може да се даде да се направи алерготестови пред апликација, што е доста ретко, ради тоа што хиалуронот е составен дел на телото, така да до сега не сум видела алергиска реакција од апликација на хиалуронски филер. Не дошло такво нешто кај нас. Што велите за аргументот дека ефектот е краткотраен, за неколку месеци попушта неуротоксинот или филерот и повторно се враќа првобитната состојба, па пациентот е принуден да го повторува третманот. Значи прво се изложува на трошоци, а второ и на третмани, веројатно кои не се рековте инвазивни, меѓутоа се инектира тоа, нели? Со инекција се боцка. Треба да се боцкаат многу редовно. Значи, ако сака да го задржа тој младечки изглед, секако таа континуитет на прегледи, континуитет на апликација на неуротоксин, има, да ви кажам дека на вистина е голема палетата на неинвазивни процедури кои што се нудат кај нас и кои што на вистина има убави ефекти. Секоја жена која што може да си го приушти, сигурно прво да направи истражување, кај кој лекар ќе оди, може лицето да остане замрзнато и без мимика? Ако се претера во дозата или ако нестручно се аплицира? Да, има пациенти кои што доаѓаат, на вистина немаат воопшто никаква мимика
и нивното инсистирање е они да се боцкат на 2-3 месеци со неуротоксин, кој што сепак како стручно лице мислам дека тоа е Зошто го бара тогаш? Создава некаква зависност тој неуротоксин? Што велите има пациенти кои сами инсистираат на 2 месеци да немат ни една брчка. Они сакаат да се замрзнат и сепак социјалните мрежи се тие кои што водат до тие потрагата по совршено лице, значи. По совршено лице. Сега на сите едукации кои што одиме, на сите конгреси и каде што предавам, не е поентата да изгледаш вештачко замрзнат или како да има балони на лице ставено, него трендот е да може што и да се аплицира од овие антиейджинг методи, препарати и све што ги има на пазар, да биде природната. Да се задржи природниот изглед. Само малку да се додаде на свежина на сето тоа. Кој освен доилките и бремените жени не смее да прима ботокс? Има друга категорија на мијестинија гравис, тие исто кои што имаат, тие се неуро кои што има лица со посебна диагноза, друго сензитивноста на ботокс која што до сега не е докажана и има пациенти кои што се хиперсензитивни на неуротоксин, каде што иако се аплицира, тие се 2 до 3% во свет, дадено како процент, дека немаат никаква реакција на неуротоксинот кој што се аплицира. Велите потреба на модната естетика, односно потрагата по совршено лице, што ја диктираат во најголем дел социјалните мрежи и велите да се задржи природниот, односно младешкиот изглед. Меѓутоа, каков е вашиот одговор на контрааргументот, односно на контраобвинувањата и расширената теза дека многу јавни личности, не само во Македонија, туку и од светот, ги знаеме како на некој начин, па многу ми навелат дека се изобличиле поради тие естетски третмани на кои биле подложени, дали поради тоа што ставале филери или ставале неуротоксин, буквално го изгубиле својот идентитет, на некој начин изгледа непрепознатливо. Сте го забележали вие тоа, веројатно, што го забележува? Значи, тоа е разликата кај што... Каде сгрешиле тие? Каде промашиле? Дозата? Стручноста? Не верувам дека станува збор за нестручен? Не, за доза не е за стручност. Значи, тука е за желбата на пациентот прво. И сега докторот, кога ќе увиди дека тој пациент посакува нешто кое што нема да биде правилно за да се стави на тоа лице, нема да изгледа убаво, треба тоа да го укаже на пациентот. Ја лично сум ги одбивала тие нереални очекувања. Сум добивала пациенти со компликации, каде што сум имала пациентка со 7 мл филер на уста. Че она немаше уста, тоа не беше уста. И рекле дека да, сакала поголема уста. 7 мл тоа е преголема доза за да се стави на усти. Воопшто не изгледа природно, воопшто не изгледа убаво. Има пациенти каде што имаат премногу ставено филери во јаболчници, изгледаат како баш балонирани како со балони во образи. Сепак треба, кога е првичниот избор, сега ќе го сведеме на прашање на личен избор. Прашање на личен избор е на пациентот, ставете уште малку, ставете уште повеќе, ставете, а доста доктори заради тој финансиски инкам кој што го имаат, може би и се согласуваат со желбите на пациентот. Но сепак стручноста на лекарот треба да е на повисоко ниво и кога се прават тие консултации, затоа се важни консултациите првично. Да се видат очекувањата на пациентот кои се. Дали се реални, дали се нереални. И може ли да посочиме некоја јавна личност, да не биде од Македонија, да не навредиме некого или да не разбере погрешно, меѓутоа е од светската сцена, светскиот шоу бизнис кој знаеме дека, односно вие знаете дека бил подложен на естетски третмани и сега после долги години се уште изгледа младешки и тоа е благодарение на ботокс или на филери? Ако ви текнува вака напред. Овердан можам да кажам дека Мадона е премногу еден период беше, сега веќе премногу третирана си доаѓа. Дженифер Лопес сигурно има нешто кое што прави, не е само природата која што, пошто веќе ги има и годините, кој што со мали, ние ги викаме touch-ups, она изгледа природно, преубаво, а никој нема да каже дека нешто е правено на тоа лице. Од ова можам да заклучам дека вие го на некој начин го протежирате, ја протежирате естетската медицина како потребна и корисна. И потребна и корисна и сепак задоволството на пациентите е големо доколку е аплицирана од соодветно лице, Добро. кое што си ја познава
и техниката на работа, и анатомијата, и сепак што викаат американците. Добро. И секако што викаат, значи less promise, overdue, или less done. Еве колегата Боби зад камерата сугерира прашање, вели каде има ли земји во светот што воопшто не користат естетска медицина, а сепак луѓето изгледаат природно убави. Тоа не знам. Добро. Навистина не знам да ви кажам, сигурно може би некаде Африка или Бразил, или Јужна Америка, каде што се природно убави. Или каде што не може да се дозволи. Сепак и генетиката е таа која што носи до тоа, значи кога исто на семинарите тоа гледаме не само нашата бела раса, значи веќе има начин на апликација на жолтата раса, на темната раса, значи секоја раса си има своја анатомија, свој облик на лице и како кај тие треба да се аплицираат сите овие неинвазивни естетски процедури. Доктор Павловска, спомнавте пациентка со премногу надуена уста поради лично барање да им биде вбризгана одредена количина на хилуренска киселина, односно филери. Сега, кои се другите компликации што сте ги виделе во пракса? Исто оклузија на крвни садови може да настане ако не ја знаат добра анатомијата. Што значи тоа? Значи тоа е како настанува тромб на артерија која што го виделе вие тоа, како последица од која што храни дел од устата или дел од носот и тука веќе настанува изомирање на дел од тоа ткиво и тоа станува како рана која што заздравува многу потешко, можеби треба да се прават и веќе после неестетски хируршки корекции за да доаѓаат ли вас кај на клиника луѓе кои биле погрешно, претерано или нестручно третирани со не премногу, но сепак ги има. И како што правите после вие со нив? Имат начин, има протоколи на што све треба да се спроведи за ботокс, има протоколи за хилурони. Значи кога веќе ние учиме нешто да се аплицира. Дали после тие што претходно ги третирале биле повикани на одговорност или ова е сега прва група на уапсени лекари за кои чувме пред еден месец, речиси? Имало ли одговорност побарано од некој за погрешно третирање? Не, тоа мислам не знам. Не ви е познато. Тоа не знам се уште. Мислам дека нема се уште, мислам дека ова е првото такво и навистина целиот лекарски колегиум на пластична хирургија го поддржува и го мислам ова што да се знае, да се донесе навистина лесно, разбирливо и правилно решение за тоа кој навистина треба да аплицира вакви. Може ботоксот или филерите да предизвикаат појава на некоја скриена автоимуна болест или на некоја потешка хронично воспаление или некоја потешка болест да активираат или да предизвикаат? Мислам дека не може, но не значи дека и не може да покаже. Значи во последните години се повеќе се појавуваат тие скриени автоимуни. Најчесто можеби и вирус да е иницијатор на тоа. Така да мислам дека ова не би требало да има нешто, но сите тие кои што имаат автоимуни болести требало првично да направат консултација со соодветниот лекар кој што ги води, за да може да дојдат и да мислам да си отидат и да аплицираат некои неинвазивни. Кај Хашимото, тие што имаат Хашимото, со намален антитела против тироидната жлезда, значи кај нив е докажано, пошто ние сме како ендемско подрачје и доста други земји го имаат тоа ендемско подрачје, дека хиалуронските филери многу побрзо ги обработува организмот и многу побрзо исчезнуваат од самиот организам кај тие пациенти кои што значи наместо на 3 месеци ќе треба на месец и половина. Можеби тоа е неуротоксинот. Значи наместо на година дена да кажеме, кај они можеби ќе треба на половина година. Све индивидуално. Значи и неуротоксинот, и филер, и конци, и све, значи како самиот организам реагира. Сите сме индивидуа за себе. Така, кога беше обелоденет скандалот со лажниот, односно целиот тој скандал со уапсените на лекари кои на нелегален начин инвестувале ботокс и третирале пациенти, клиниката за пластична и реконструктивна хирургија ги повика пациентите кои примиле ботокс или филер внимателно да ги следат симптомите и ако почувствуваат нешто да се обратат кај вас. Се обратили некој? Не дојде никој. И кои се симптоми што се очекувани, а кои се симптоми што требало да ги почувствуваат овие кои биле третирани со погрешен или лажен ботокс? Значи тој ботокс кој што е
мислам дека тој може да оди на испитување за да се види дали е лажен или дали е некоја друга супстанца или е баш правото, пошто можеби е само криумчарење или не знам, за исто може да е и нормален, но да не се плаќаат давачките, да не се плаќаат према државата, можеби на тој начин се тие внесени. Тоа е само шпекулација која што лично јас не ја знам. Затоа треба симптоми кои што се реални се мало црвенило, можеби оток, мало кој што тоа е очекувано, модринка која што исто е очекувано, кај побелите многу почесто да имаат модринки, кај потемната кожа. А што е неочекувано? Затворање на окото сосема или? Сосема затварање на окото, тоа е неочекувано, ради тоа што може едното да се затвори, другото да е отворено, може и двете да се затворат, значи тоа е неадекватна и несоодветна техника. Апликација најчесто. Другото што овакво за филерите е анатомијата. Исто кој што мора да се знае, заради и најтешка од сите овие таа оклузија на крвен сад. Исто стварање на грануломи. Грануломи тие се како кеси со гној кои што се полнат. Тие не може да настанат само од хиалуронот и од несоодветна апликација. Исто од нехигиенска апликација на истите. Инфекција која што може да настане од нехигиенска апликација. И на вистина, значи јас само апелирам, секој кој што сака да биде и сака да аплицира дел од овие неинвазивни естетски процедури, прво да направи истрага. Сите ние сме сертифицирани што треба да аплицираме. Сите што сме сертифицирани, сите што се сертифицирани, значи би требало да ја знаат целата и техника, и анатомија, и продукти, све. Бидејќи станува збор за неуротоксин, за отров, дали создава некаква биолошка зависност? По одредена доза организмот да има потреба за нова доза или зависноста е само психолошка? Зависноста еве до сега, да, све е психолошка, ради тоа што пациентите веќе се навикнуваат да се посвежи, да немаат брчки, и кога ќе помине дејството на неуротоксинот, значи почињаат брчките да си се појавуваат. Но ниеден пациент не сака да се гледа пак да ги има. Најчесто. Добро, ако велите ботоксот и филерите се измислени пред се, односно се употребуваат, се толку широко распространети за да го задржат младешкиот изглед, како го објаснувате фактот што се повеќе млади луѓе се подложуваат на естетски третмани и тоа во крајно несоодветни услови, во сомнителни, ако така можам да ги наречам, козметички салони, приватни станови, дури и како домашна посета доаѓа некој го боцка и си оди. Од каде е таа потреба на младите? Повторно станува збор за зависност од социјалните мрежи? Од социјалните мрежи и тоа и што тие третираат ако се млади и убави? Најчесто мислам дека уста би било, ништо друго, ради тоа што кога веќе избориме и со помлади кои што, еве да кажам, можеби не се пациенти, али биле на наши пријатели, деца, значи единствено кој што они најчесто сакаат да се аплицира е уста. Веќе можеби и неуротоксинот станува актуелен, но сепак треба и докторот е тој кој што треба да пресуди. Ако е доктор. Добро, бидејќи велите и самите одите постојано на семинари, на конгреси, на конференциите, каде што се надградувате и самите, секојдневно учите нешто ново на темата, инвестирате во себе и сега ако вие сте учеле анатомија толку години на медицински факултет, учеле и вашите колеги дерматолози и стоматолозите, имате ли притисок врз креаторите на политики? Сте побарале или некогаш од државата да ги засили инспекциите, да ги провери козметичките салони кои ги нарековме сомнителни? Сте чуле ли вие дека во држава, освен оваа акција што беше пред месец дена, нешто се случува на ова поле за да се стави под капа на државата оваа дејност? Генерално за да се регулира и да секој човек биде раат, ако сака естетски да се третира, да знае дека човекот што ќе го третира нема да го упропасти. Мислам имаше една акција пред 10 години, кога Никола Тодоров беше министер, имаше тогаш дека секој козметички салон, не ме фаќате за збор, но мислам дека имаше нешто такво, дека треба да има дерматолог. Што дали дерматолог, дали ќе биде стоматолог, дали ќе биде сепак мислам дека тоа не може во козметички салон. Не може да има прво таа стерилност и таа чистота во козметичкиот салон како што може да биде во лекарска ординација. И сепак ја апелирам, значи и сега што ги правиме, значи тие измени кои што одат заедно во договор со
Министерство за здравство, со правниците, да сепак тоа биде лекарска, односно медицинска во установа. меѓувреме постои сива зона и во меѓувреме спомнувате пред 10 години случај, естетската медицина станала пребрз и недоволно контролиран бизнис. Дефинитивно, тоа е секаде и во светот е така. Значи не е само кај нас. Верувајте дека и во Англија не може да ги спречат козметичарките и исто и во Америка. Сега имаат и они исто како што кај нас го има, исто и они имаат позасилени контроли за да може да сепак да стане по на високо ниво и по да нема толку компликации, да не се јавуваат компликации. Значи тие да се сертифицирани доктори, сертифицирани лекари кои што сепак ја знаат и анатомијата, го знаат продуктот, знаат што треба да очекуваат, знаат како да ги решат компликациите. Значи, Меѓутоа, оние кои не е сакаат само да се аплицира. Третираат во име на убавината, треба да очекуваат нов закон наскоро во Македонија? Што ќе регулира оваа дејност малку по-прецизно? Да. Добре. И тоа мислам дека е во најбрзо време дека тоа ќе биде, ради тоа што да не кажам дека секојдневно сме во комуникација, и ние како клиника, а сигурна сум дека и дерматолозите и стоматолозите. Доктор Георгиевска Павловска, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Да си кажеме. Ви благодарам и вам. Се надевам дека малку нешто придонесовме до подигање на свеста на малку повеќе разбраа на темата. Да. И секое прашање што го има, значи ние имаме и наша веб страна која што може да пишуваат, кај што може да се дадат одговори. Амбулантите работат секој ден. Значи ние не сме, мислам, сепак после завршување на редовниот програм може да се даваат и консултации кај што све што ги интересира може да прашат без разлика на све. Поздрав. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телми, имајте убав ден.